професор доктор Тодор Чепреганов, директор на Институт за национална история. Историчар. Добре, професоре. Има ли разминаване между историята, която хората от двете страни на границата между България и Македония знаят днес? По въпроса за еврейския проблем, в смисъл за съдбата на македонските евреи конкретно. Мене ме чуди, што после 68 години Бугарија, која што денес е членка на Европската унија, да го негира фактот дека не била соучесник во едно од најголемите злосторства на човештвото во текот на Втората светска војна. Тоест, дека не учествувала во Холокаустот. Оно што како историски факт, дека тоа се случило, ме чуди исто така што вие као телевизија и бугарските интелектуалци и професори го поставуваат тоа прашање, а целокупната документација, архивска документација за целиот настан се наоѓа во бугарските архиви. Меѓутоа, сметам дека бугарските интелектуалци, политичари и оние кои што се европратеници треба да направат илустрација на самите себе си и мислам и бугарското општество да се направи едно прочистување на својата совест, за да не остане дамката таква каква што е во историјата. Историскиот факт не може да се негира. Тоа е историски факт. Настанот се случил, 11.300 евреи се депортирани, од тие 98% се уништени, останатите се вратени. Многу малку се вратени. Меѓутоа, еден филм да предизвика реакција во која што ќе се негира дека Македонија предизвикува омрза меѓу македонскиот и бугарскиот народ е навистина смешно. Настанот историски е документиран. Ово што го гледате овде не е нешто што не постои. Меѓутоа, ако овој музеј престе служи за да ги подсетува поколенијата, посебно вас младите, дека ова се случило, ама не треба да предизвика омрза, меѓутоа да не дозволиме повторно да се случи. Оние кои што забораваат, даваат можност на нешто слично да се случи повторно во историјата. А как коментирате вие протестната нота, която трима български евродепутати, преди малко споменахте за нея, изпратиха до комисаря по евроразширяването Штефан Фюле във връзка с този филм и историята, която той разказва? Видите, прво за да бидете европарламентарец треба да бидете и некој интелектуалец и да знаете нешто. А да испратите таква нота, мислам пред се за мене како историчар да не е трагично, да биде смешно. Тоа е нешто што е недозволиво за европарламентарци кои што се наоѓаат во највисокото европско тело да излегуваат со изјави кои што пред се далеко од историската вистина. Едноставно, тие настојуваат да ја негираат собствената историја, да кажат дека тоа што се случило 1943 година во Македонија е нешто што никогаш не се случило. Дека македонците со еден филм кој што го снимаат дека сакаат да предизвикаат омрза и дека омрза можете да предизвикате само ако нешто лажете. Дека тоа што презентира филмот е лага, затоа што целата иконографија на филмот е земена од бугарските сценарија на филмови кои што биле снимани на територијата на Македонија. И како може еден настан кој што се случи, ви кажа, во бугарските архиви се наоѓа документацијата, тоа е се пренесено од бугарски весници, земете вестник од целокупна Българија што излегува во Македонија, ги имате тие слики. Да негирате дека Бугарија била фашистички и нацистичка држава, тоа е надвор од секоја памет. Меѓутоа, зошто велам, после 68 години да го негирате фактот, како што прави да речеме и некои други кои што настојуваат во светот да кажат дека Холокаустот е чиста измислица, дека тоа воопшто не постоело, ви реков дека тоа води кон заборав, а заборавот води кон повторување на настаните. И овој музеј се наоѓа токму на тоа место, на местото каде што било еврејското мало. Ако можете да се вратите назад 68 години, овде имало живот. Овде шетале деца, живееле младинци, љубови, сето тоа. Меѓутоа, една номенклатура политичка
не можете да го амнестирате цар Борис и политичката номенклатура која што стои за сето тоа, затоа што тие за да се додворат што повише на фашистичка и на нацистичка Германија, ги преземаат активности кои што довеле до уништување на еврејската популација во Македонија. Од друга страна, знаете што значи 98% од една популација во Македонија да ја снема? Демографската се направена непростива демографска промена на населението во Македонија. 3 града во Македонија се лишени од една популација која што овде живеела со векови. Предпоследен въпрос. Имам още два въпроса. Предпоследния, който задах преди малко и на вашия колега. За реакцията на гражданското общество в Македония. Каква е била реакцията на гражданското общество? Во време на војната. Малку чудно прашање, затоа што Македонија во тој период се наоѓа под бугарска окупација. Значи, овде имате целокупен образовен, културен, полициски, војнички, кој што се наоѓа бугарски систем. Значи, целиот бугарски систем е пренесен во Македонија и во окупираните територии. Меѓутоа, фактот зошто има едно прашање, зошто Бугарија дозволи да бидат депортирани евреите од окупираните територии, а како што гледаме од својата територија, од стара Бугарија не дозволи да отидат. Па затоа што сметаше дека овие територии не се незини. Овие територии според историскиот факт не припагаат на Бугарија. Меѓутоа, во однос на вашето прашање, па вие знаете кој беа во Македонија, која управуваше Македонија? Па бугарските окупатори од Бугарија донесоа своји административни службеници. Тие не веруваа на македонските граѓани во Македонија и на поважните работни места тие поставуваа луѓе кои што беа носени од Бугарија, учители, администрација, чиновници, попови, сето тоа беше од Бугарија. Друго прашање, ако во Бугарија црквата успеа да излезе на улици и да го направи тоа, зашто бугарската црква во Македонија, која што беше репрезент бугарските попови, зашто во Македонија не реагираа на истиот начин на таа администрација бугарска и не излезе во Македонија за да ги спречи бугарите да не ги однесат евреите во тоа. Друго, треба да имаме во преди целокупната транспортација на бугарите, на евреите во Македонија ја врши бугарската администрација. Наместо тие да излезат да ја спречат депортацијата, бугарската администрација во Македонија учествува во тој акт. Таа помага, него целокупната депортација ја врши бугарската администрација во Македонија. Значи, овде не може да станува збор за некаква можност македонските граѓани. Како можат македонските граѓани да помогнат кога тие се окупирани, немаат никакви права, се наоѓаат во систем на окупација? Господин професор, ще ви питам като един млад човек, аз съм на 28 години, доскоро стоях на университетската скамейка, макар и в факултета по журналистика, работейки по темата за съдбата на македонските евреи, се опитвам да намеря исторически източници, хора, които да ми разкажат каква е била историята, да ми покажат исторически документи от двете страни на сегашната граница между България и Македония. Както вие казахте, аз естествено стигнах и до ваши колеги от различни институции, научни и не само, разбира се, и политически, които интерпретират историята по различен начин. И това не е от вчера. Вчера се видяхме с господин Лючо Георгиевски и така в един свободен разговор той ми сподели, че когато два народа, два междусъседски народа не са съгласни относно историята си, тяхното бъдеще е неясно. Вие съгласни ли сте с това? Па не сум целосно согласен, затоа што ја мислам дека меѓу бугарскиот и македонскиот народ нема никаков проблем. Проблемот и мислам и дека меѓу историски нема ние многу големи проблеми. Меѓутоа мислам дека проблемот е политички. Овде се работи за голема политика. А вие можете да замислите, ние сме 21 век. Бугарската држава ја призна Македонија као држава. Меѓутоа, во 21 век вие да не признаете македонска нација, македонски јазик и култура,
тоа е нешто неспоjivo со основните човекови права. Вие во 21 век Бугарија ги негира можноста на еден народ да биде тоа што е. Значи, ние иднината имаме иднина, ако немаме иднина, тогаш зошто живееме? Едноставно, иднината е пред нас, меѓутоа мора да постои, како што реков, мора да постои прочистување. Прочистување во однос на оно, историјата е историја, се случила, историјата е приказна. Се случила во определен историски период. Ние денеска не можеме да ги пренесеме историските настани од тој период денес. Меѓутоа, ние денеска као луѓе, као човечки суштества можеме да разговараме и да живееме заедно. Јас со вас можам да разговарам колку сакате за секој настан од историјата, може нема да се согласиме. Меѓутоа, мораме да разговараме, мораме да дојдеме до некоја точка која што ќе да приближи за да и понатаму живееме заедно. Не можеме ние зошто, ако се случило нешто во историјата, тоа да биде пречка ние да живееме заедно. Иднината е пред нас, пред вас младите. Ако вие младите ги преземете проблемите кои што ги имале историците или во минатото и ги пренесувате во иднината, овде немате напредок. Овде стоите на едно место. Не можете тоа. А не ни се случува токму тоа. 60 години Македонија постои као држава, има македонска нација, македонски јазик, култура, меѓутоа се уште во Бугарија ние имаме проблем со признавањето на сето тоа. Има ли, последен въпрос, има ли усещане за болка и тага изобщо за някаква негативна емоция сред македонските граждани и сред македонските граждани от еврейски происход относно позицията на България, свързани с събитията от 1943 година? Па видите, сигурно дека не можете да го заборавите тоа. Овие луѓе кои што се во Македонија од еврејско потекло, сигурно дека тоа не можете да го заборават. Или било многу лошо ако го заборават. Затоа што, како што реков, заборавањето прво носи последици. Во светот постојат оние работи зошто, например, британците и, да речеме, Западна Европа секоја година го прославува крајот на Првата светска војна. Зошто се прославува денот на победата на фашизмот и нацизмот? Мислите тоа е случајно? Секој меморијал, без разлика каков и да е, служи за да идните поколенија се учат од тоа што се случило и да не дозволат да се повтори. И овој меморијал има таква цел. Сите меморијали се со цел да не се заборави што се случило за да младите поколенија не го повторат истото зло. Вие имате војната во Југославија од 1991 година, што Босна и Херцеговина земете и што се случи за време на таа војна. Па вие го имате повторувањето на 7000 жртви во Сребреница. Затоа може некој се, пазете, тоа е 21 век, на вас ви се случува настан кој што е незамислив за еден човечки ум. А замислите 6 милиони евреи и тоа е една држава, народ на една држава, извие за да зборуваме дека тоа треба да се заборави. Мислам дека сите овие меморијали што постојат само ради тоа, да потсетуваат дека тоа се случило, меѓутоа немојте никогаш повеќе да дозволите такво нешто да се случи.